На брановите на Радио Лидер. Ова е емисијата Звукот на политиката. Јас сум Звонимир Јанкуловски. Денеска мој соговорник или ќе разговарам со човекот кој даде поинаков звук на ковид кризата, кој со своето знаење, својата експертиза и својата смиреност во основа кризата ја направи помалку страшна и помалку застрашувачка за како за пациентите, така и за обичните граѓани. Доктор Никола Пановски, универзитетски професор, експерт во областа која работи микробиологијата, човек кој со своето знаење, како што кажев, го смени звукот на кризата, односно го намали стравот и сето она што стравот го носеше кај пациентите во време на ковид кризата. Како гледате после кризата сега денеска од оваа перспектива? Благодарам на поканата и на убавите зборови. Па сега сме релаксирани, бар од тој ковид. Тоа што се знаеме од искуство, не беше ова ништо ново и различно од другите епидемии или пандемии, траеше 2 до 2,5 години. Што траеле повеќе, меѓутоа се испреплетаа многу вистини и невистини. Јас сум шокиран и од однесувањето на народот, кој кажуваше дека ковидот не постои, дека не прскаат авиони, меѓутоа за и претходно, меѓутоа сега дури од Светската здравствена организација, од некои институции кои ги мислеме дека се авторитети, чии постапки не можев да ги разберам тогаш, дури ни до денес да ги разберам, која направи, како што рече ти, и паниката поголема, и многу пари се потрошија, средства, па дури кај нас и многу животи да заради премногу страф и премногу давање на лекови и така натаму. Значи некои работи кај што кај нас па властите нешто беа и први во светот, например кај нас единствени во светот по 45 дена од прележување не дава сертификат ако не се вакцинирате. Туку учествува и премиерот и сегашниот носител на листа, тогашниот министер, кој и многу други кои не знам од кои причини кажува дека природниот имунитет е послаб, дека сама вакцината може да не спаси. Е сулудо. И денеска ми се јавуваат пациенти пертусис. Девојчето вика ми прележа пертусис, има една доза примено, лесно прележало би дека има една доза. И не го примаат во градинка ако не се вакцинира. Мислам, тоа е сулудо, тоа не е. Тие луѓе што ја ги викаме вакцинални фанатици се исто така лоши како антиваксерите кога зборуваме за вакцини. Значи, било кој учебник да цете. Крајност е лоша. Значи, 20 години штити прележувањето на пертусис. Тоа не е ковид, тоа се знае. Али за секој случај. Ама сега, за секој случај, не може ние природата да кажуваме дека не ја признаваме природата, природната отпорност, дека вештачката е подобра. Да, никогаш не може да е подобра. Тоа не бедува дека е така. Да, така е и бара сертификати, а вакциналните луѓе па ја пренесува полесно болеста до нешто не се вакцинира. Да, бидејќи за разлика од пертусистов, да речеме, таа вакцина не спречуваше да се инфицирате. Спречуваше да се разболите потешко, односно да се спушти вирусот и да даде тешки последици. Така да многу може да разговараме. Само ќе кажам пример. Кога почна пандемијата, и од Светската здравствена организација рекла да се носат ракавици. Што е сулудо. Не дека има штета и сите носе ракавици. Зашто носе ракавици? Носев ми маски сега. Маски во ред. Има логика, респираторен, овако. Меѓутоа ракавици. Зошто носа, не знам. Ако вие не ги миете рацете, и ракавиците нема да ве спасат, и на ракавиците има вирус, ако ги ставате во уста. Меѓутоа тоа толку ретко се пренесуваше. Тие дезинфиција на површини на се, ајде, не се знаеше од почеток. Меѓутоа со ракавиците уште од почеток видов ова нешто не е навно. Не можам да разберам зошто толку колеги молча, а ретките што реагира ги правеа дека се против и така натаму. Меѓутоа долга е приказната. Не, приказната очигледно ќе бара. Меѓутоа тоа што кај нас сакам, бидејќи сепак сме ние македонци и си ја сакаме државата и да заштитиме, нешто што предничиме е болничката смртност.
која изнесува 55%. Значи, секој втор не се врати што отиде во болница. Да, имам таков пример. Што е отприлика 2 до 3 пати од просек во светот. И кога ќе размислите дека има болници, еве ќе ја спомнам кардиологија Охрид, која не се бави со тоа, меѓутоа има интензивна нега и знае како да работи и не даваше лекови, работеше по протокол, непотребни антибиотици, има 9% смртност. Жан Митрев има 22%, иако е најтешките одеа таму. Некои клиники 20. Ако е просек 57, тоа значи, за да стигнеме на просек, имало болници многу над. Кај што многу полесни пациенти се лекувале, кои не се во Скопје, одат до 80 до 90%. Да не спомнам градови. Ако вие тоа го ставите под тепик, како што се става, и никој не го објавува, а тука се местат директори, шефови, кој е успешен по тоа, а не по која партија, идната пандемија или епидемија или било што ќе се повтори. Бидејќи тие ќе си работат тоа што си работат некои си нивни протокол кој како му текне и имаме смртност која не е предизвикана од болеста, туку од лошото лекување. Тоа е факт. Да, тука вашиот колега Вело Мајковски каже една бројка која е фрапантна. Ја окей, оперираме со они 8.500 отприлike плюс минус починати за време на ковид кризата, кажа бројка од 17.000. Каде што влегуваат рече и пациенти кои не добиле нега за време на корона кризата. Значи таа бројка не е него, таа е заводна статистика, мислам може да отворите. Да, но тоа е многу висока бројка. Значи просечно од ковидот се зголеми бројот на смртни случаи од 20.000 годишно, грубо зборам, на 24-25.000. Тоа ми го пренесоја. За 2 години тоа заедно се собере официјално е 9 и нешто. Иако и од тие 9 има некои што немаат врска со ковид, кој што ги става на почеток и тие од собраќајка што да се најде за средства. Да, најголем феномен. Меѓутоа, во овие 2 години купниот ексцесивна смртност, значи не онаа што си течела стално, е 17.000, тоа е факт. Значи тоа не мора да се од ковид. Дали тоа значи дека е ефтин живот во Македонија? Па сега нормално дека многу од луѓето не оделе на преглед. А многу од луѓето постари од 70-80 години по селата, затворени, воопшто си умирале дома. Не мора да е од ковид, може да е од пневмонија, од било што. Да, меѓутоа имаше случаи кога одбива да им... Тоа башка, значи има многу случаи кои, значи таа ексцесивна смртност се должи на многу фактори. Неодење на прегледи за канцер, за други редовни прегледи, одбивање на акутни случаи како што акутен абдомен, упрснал слеп од срево, дека дојдат, дека го видат, дека вика, значи јас сум имал случај од фамилија. Ова се што кажам, ми се веле случај, значи го вратија, вика да се тестира. Човекот има акутен абдомен, се работи за саати. Такви луѓе има многу. Значи самиот ковид од различни причини, не се сите од ковид умрени, меѓутоа самата пандемија кај нас однесе ексцесивна смртност 17.000 кои умреа, повеќето се постари, факт е, кои умреа година, 2 или 3 години порано отколку што ќе умреа ако не постоеше ковидот. Добре, тоа отвара многу. Па и кај грипот се случува. Да, очигледно дека повторно се обидуваат да го, како сика, да го наметнат стравот од нешто што во основа постоело, ќе постои и смртноста се знае во кој процент се движи. Не е нешто што не го знаеме, меѓутоа повторно се обидува да го наметнат ставот, дури на повторно Светската здравствена организација навестува некои нови пандемии, нови вируси кои ќе се појават, така да бидеме подготвени за тоа што да, меѓутоа ако не откриеме ова што кажеш, зошто во едни болници имаш 80, а не речем 90% смртност, не го расчистиш тоа, не го расчисти држава, па ќе се повтори. Верувате дека ќе се расчисти? Па не, ако нема. Затоа што за оваа смртност немаме одговорност ние, да бидеме реални. Добро, сега и да немаме одговорност да не се повторува, да се каже овие работеле погрешно, не треба така да работат. Не може да се објасни. Вие сте од оние доктори. Не може овие да имаат 80 и 10%. Вие смртност. Се знае долго. Да, добро. Проблемот е што сметаш дека давањето на антибиотици во случајот посебно со пандемијата, генерално колку што јас знам се против
давање на антибиотици, меѓутоа во време на пандемијата давањето на антибиотици беше како од ракав. Да, и вообичаено сумамет беше лекот кој им се даваше, требало, не требало да го примат, иако немаше никаков ефект. Не, никако не требало да го примат. Имаше некои студии во мај месец, април 20 година, дека инвитро, значи во лабораторија, дава ефект. Имаше уште еден цефиксимил познат како панцеф, и почна да го даваат, и место да се донесе протокол, кој 3 години не се донесе, почна тоа масовно, ја направив труд. И го објавив трудот на денот ноември 18, и само со тој труд и што излегов на социјални мрежи, на Фондот за здравствено осигурување само за декември месец се намалија давање на антибиотици непотребно за овој ковид. Им заштити 200.000 евра само тој месец. Што направија тие? Не рекла фала. Не, фала нема да ви кажат у држава тоа. Според некои луѓе од политиката, фанатици да кажем, главата пореметени, викаат стравот од ВМРО е толку голем да ти ако си од наша страна треба да ќутиш што умираат луѓево за да не оштетиш имиджот. Значи дури да ќутиш како што многу молчат. Тоа политиката се вика сина лага во функција на општото добро, во овој случај на политичкото добро. Рече тоа си е наша традиција, што сте на вие ми збори, себе сум постар, што сте се засекирале. Толку тоа е наша стара традиција. Како да се даваат антибиотици кај кој стигне. Ја тоа го објаснив, се намали бројот, меѓутоа не беа само антибиотици, се даваше витамини, минерали, огромни дози. Значи имавме отруени пациенти, кои уште беа здрави, се даваше на здрави луѓе и држеја во аптека. Што е проблемот? Повторно непочитување на природата, како што е за вакциниве, овде не се почитува природата. Природата наш ни дала бактерии од устата па од цревата на кожата кои не штитат од инфекции. Без нив ние не може да живееме. Значи, ги уништиме на некој начин сите бактерии, ние сме подложни како некој марсец на тој лекот и кога ќе дојде бактериите ќе го тепаат. Значи, те не штитат. Додавање на антибиотици без потреба, че антибиотици спасуваат живот, која мора да ги даеме. Без потреба, на вирусна болест, без никакви знаци на бактеријска инфекција, голем дел од тие пациенти им се уништува одбранбената способност и тие што деветиот ден нема да им пројде болеста и отидат во болница. Они одат со устата им е празна. Значи уништени се бактерии и кога влегуваат во болница, ако он влезе без да е третиран, треба едно 5-6 дена да се уништи флората па да се населат болничките, а доколку му дават антибиотици, доколку не, тие ќе летаат околу него, меѓутоа нема да се размножат. Овде доаѓа на празен простор и за ден-два они се размножуваат и предизвикуваат тешка отпорни бактерии, тешка пневмонија бактериска, баш кај таа цитокинска бура и така натаму, и затоа расте смртност. Таму каде што не се дава антибиотици, како што кажав, и скопска кардиологија, и таа Охрид, кој нема ниеден инфектолог, иначе работен, меѓутоа работеа по протокол, интензивна нега имаат добра, кај што дава само кога треба. Тука имате болници, кај што процентот на давање антибиотици е 30%. 30% примиле, а имате надвор амбуланти кај што 100% примиле и уште 100% не знам кај отишле антибиотици. Кога ќе израчунате вако, и тоа давање на антибиотикот во двојна доза, што е токсично и забрането. Да, негде прочитав дека лицемерно било кога се зборува вистина, тоа ми асоцира на она што кажа за стравот од ВМРО испаѓа поголем него ковид кризата. Да, дека треба стравот дека треба да се молчи во интерес на политиката. Да, браво, да викаме за се. Да. Дека јас сум зборел зашто ја не сум бил министер, бил коментарот е дека бил Филипче или не знам што. Затоа сум го извадил лицемерно дека кога ја зборуваш вистината, дури ако не се лажам, имаш керка која е директор на клиника, па не зборуваш за судирот на интереси. Тоа треба да видат прво кога сум ја роден, кога е таа родена, дали на 17 години сум станал тоа. Иако млад сум станал тоа, има 2 сина имам на 24. Да, пошто ја знам,
тешко дека стигнала до, освен ако е вундеркинг. Не, моја керка, кога пиша дека таа ми е керка, имаше 17 години, викам да почекам веруше една година. Сега може да ставиме 19 години, има матурантка е. Имам две керки, поголемата е 19 години. И не знам, али на клиника не сме до толку да ставаме средношколци да раководат клиника. Да, ма вака кога се промолчува, која е лицемерно, кога се зборува вистината. Не знам, јас зборам цело време за штедење на лекои, за правилно давање, ме поврзуваат со фирма Доктор Пановски, која врска нема со тоа, тој се човек тргоец, он гледа колку поише да продаде. Да, меѓутоа ја колку што знам не сте ниво роднински односи, така што не сме се видели 15 години. Да, обичајно ве мешаат. Не, пробам се што можам. Луѓе по улица пари ми бараат. Дај 100 евра, дај 1000 денара, дај ова, и така натаму, дека му објаснам што сум, како сум, не знам, мислам, луѓе едноставно не размислуваат со глава, ќе рече, овој не може да биде тоа. Сега некои што размислуваат викаат, посебно кога знам дека се движи со точак, викаат може да му е роднина, минимум. Али врв е тоа што едни, нема да кажем од која од двете партии, на Фејсбук кажува, и една жена ми пиша, партиска активистка, видете, ние знаеме дека немате врска со него. Ајно, ама во партија ни рекла така да кажуваме. Значи они знаат дека не сум роднина, ама ме рекле зборете дека е роднина. Да, тоа е кај нас вообичаено. Пошто тоа ќе ни донесе, него ќе го тргнеме, да го дискредитираш, некој ако ти пречи од било која причина. Да, меѓутоа. И ако ти си направил за државата, се што си можел си цело време, бар 5 сата дневно со тоа сум се занимавал со пишување на пореки. Дури сум бил у посети на пациенти кои имале страф од овако. Значи сум бил кај жени кои биле страф да излезат надвор. Тоа што го кажа. Вика, дојдете да изведете мајка ми надвор, седи дома. Заврши пандемија. Ова лани беше. Се плашеше од се плашеше од продавница, па морав јас да зијам од масата, со рацев да ги ставам уста, викам дека нема да умрам од ова. Не, вообичаено, да. Па како си лицемерно да се зборува вистината, кога имате се премолче, да кажеме, вакцините, доцнењето со вакцините. Да. Многу работи се премолча, да не влегувам во оној коруптивни делови на набавка на вакцините, исплата, неисплата, понатаму да не зборувам за тоа дека првите вакцини ги добивме во Србија, дека македонците одеа во Србија да се вакцинираат, затоа што веднаш излегува пресет. Ја добив од српската вакцина. Ја исто, така што меѓутоа од Вучич. Ми ги донесе на табанот се. Не време. У Београд за таа. Така што кога се премолчуваат некои работи, очигледно се премолчуваат, бројката е висока, никој не одговара, ни се случи модуларната болница. Нормално дека корупцијата мораше да излези негде во она најбрутална форма во здравството, тоа беше онкологијата. И повторно за онкологијата се молчеше. Па види, и овие приватните болници, очигледно имаше дел со нив. Значи, јас се зборам од мој аспект, тој тестот, што се правеше PCR. Тоа. Значи, министерот викаше, приватните не прифаќаат. Кои се тие да не прифаќаат? Министерство им дава регистрација, имаме вонредна состојба. Дама, државата не делуваше како во вонредна состојба. Добро, без разлика. Требаше да им раскине договор, и односно да раскине, да подпише со нив договор за цена која ќе важи за сегде, бидејќи они работат со 3.500, а реагенци ги купува беа 600 денара. И кога државата им дозволува да работат така, а не обезбедува на другите граѓани без пари да се тестираат, им вика по 9 дена дојдете, тоа е корупција. Не, тоа е евидентно. Се гледа тоа, да не зборам лекувањето во болниците, лежењето. И тоа, чиста работа, ти работа за 3.500, кој има пари оди таму, при пандемија не може да има богати и сиромашни. Треба сите државата да, и не сме граѓаните да финансираат. Да не зборам за носење маски на отворено. Уште ги носат. Па добро, тоа е веќе лична работа. Значи, ние се чудиме за антиваксири. Истото беше зошто носиме маски на отворено, а у кафана ги вадиме. За подесно пием. И зошто на отворено носи? Јас знам дека нешто правиме. Се не може у кафанава,
Не може свадби дуи не се слагаше тогаш. Летото испумреа илјадници луѓе. Ај нешто да направиме. Што да направиме? Глупости. 45 дена сертификат, маски на отворено, што нема врска со медицина. Меѓутоа тие работи до недоверба. Пошто јас сум работил со луѓе интелект, добро, зошто носите маски, викам, надвор? Па нема друго објаснение дека не прскат. Натре не влегуе, надвор легуе, значи ако надвор носиме, значи авионите не прскат. Ама не влегува дома. Па, не отвараме дома вика можеш без. Ама надвор нема друга логика да кажеш и надвор маски. Па надвор не се пренесува вирусот, сем се бакнеш или многу близок контакт. Да, добро, тоа се сите тие приказни се да не се враќаме. Не, ова затоа има недоверба кај народ. Да. Да, меѓутоа ни се случи онкологија, токму ради ова, затоа што работите цело време се ставаат под тепик, никој не носи одговорност. Одеднаш добиваме дека се користеле лекови на онкологија, биле земани лекови, се давале таму кај што не треба, односно се препрода. Тоа ќе каже обвинителството, меѓутоа кој ќе размислите оваа власт и качи платите од здравството. Доста ги плати остави на клинички центар. Прв пат воведе лек Трикафта за цистична фиброза и имаше штрајкови. Значи не знае да го менаџира и тоа што успешно го прави. Кај што многу пари се трошат. Значи Трикафта имаше протест претходната власт, да. Ни еден не примаше. Понатаму друга работа, приватните специализанти. Во времето на до 2017 никој не примаше не примаше плата. Не 26.000, 0 денара прима. Штрајкови. Студентски оброк до пред 3 години, та ЛДП го предложи, никој не примаше ни денара. Сега имаш протести со 140 денара, не брукате што кени се, што не е малце за студент. Сето не зна да го направат и на крај онкологија неверојатни пари, која никош не би ги дал, од 19 милиона годишно евра. Тоа е неверојатна работа. И обвинителството ги тужи дека проневериле 30 милиона, 30 милиона уште не се ни потрошени, како така, пошто целата сума тоа е па друг муавет. Ќе одиме со реклами. Продолжуваме со звукот на политиката. Гостин Никола Пановски, доктор, професор и човек со кого отворено може да преговориме за случувањата во здравството, меѓутоа и за она што е негов политички ангажман како член на Либерално-демократската партија. Меѓутоа пред да одиме на политичкиот дел, само да прашам што стана со злоупотребата на вашата слика во контекст на рекламите, на рекламирање на она препарати кои се продава на социјалните мрежи, кои како сика беше злоупотребени повеќе доктори, меѓу кои вашиот лик често се појавуваше. Да. Значи не е само слика. Ајде да е слика. Сега продолжи во последно време со видео кај што ја зборувам некој бугарски диалект од Петрич негде таму да сум. Трумичко бугарски. Чекај. Сакаш да видео кај што има продолжување. Да, тоа ова веќе е непозната фирма, друга, а првата фирма што го продаваше чајот. Имаше лажно интервју на 5-6 страници. Да, тоа сум забележал пошто... Значи лажно интервју кај што има уште 300 други, кај живота е се аналогно да кажеме Дзонко Јанкуловски смета дека палестинците уште поише треба да страдаат. Да. Како стручник за човекови права, малци им и ова и тоа да го нешто што си се борел обратно од тоа цел живот да те пише во интервју и да те читаат луѓе што ти веруваат и заради тоа да го купуваат лекот. Значи до таму оди и кога ги пријав ја во МВР и кога отидов кај обвинителката рече иако година дената, од кој ќе пријаш една година проаѓа, не знам што прават. А тоа се тече. Се тече си тераат они. Демантирам сегде, фала Богу, медиумите секогаш не сум ги одбил, овој пат они не ме одбија и дури и на вести ме пушта да го демантирам тоа, бидејќи луѓето трошат пари. Немаше штета, веќе имаше лекои кај што правеа штета на пациентите. Вика, да, посебно во областа на шекерот. На шекерот престанува да зима инсулин и паѓа у диабетична кома.
ви го како сика со ова не мора више да се одрекувате од сладките. Јадете си слободно. И ќе падне од диабетична кома и така. И тоа се држава го дозволува и викаат немаме сила. Јас неколку пати му обратив јавно на министерот тогашен на внатрешни работи Оливер Спасовски, му рекол, ако вие излезете, некам на тие ако се знаеме, излезете на телевизија со ваша слика интервју. Да кажеме да кажете. Секогаш сум бил бугарин и секогаш ќе се борам за бугарите и сите македонци сме бугари. И да има после 5 страни интервју во кој век тоа го тврдите. И го образлага. Го образлагате. Колку време ќе стои тоа на Facebook? Сигурно такви проби има направено. Правете една секунда, зошто нас, научници, имаме академици, цел живот сме го посетиле, не заштитите, бар да го трнете тоа. Така да тоа стигна до таму кај што стигна. Се приклучи така. Маја Мојсова и Вело Марковски на тоа преку МВР во обвинителите, со тоа што новинарката и мојата адвокатка која се пријави, млада адвокатка, рече јас за вас ќе работам. А ќе наплатам ако добиеме оштета. Значи работи без пари. Само таксите ја ги плаќам. И новинарката Мирослава Симоновска утренски ги најдоа, кај се наоѓаат, значи МВР имаше адреса, име и презиме. Тој име и презиме на главната фирма во Босна, која заработува милиони таму и си им дели автомобили на вработените. Значи, кој е нашето представништво, кај се наоѓа, каде е магазинот се. Кај му си те испостави, дури има и снимано материјал кај што вика да, ние стоиме со Пановски заедно работиме, он е тачно, он ги значи тие дистрибутери на тоа. Меѓутоа ни рекоа дека ако се пушти пријава, ако се пушти снимен материјал како доказ, веднаш ќе обсуди новинарката или адвокатката без размислување за кривично дело. Ој, гледате вие опрат, каква штета во кај шекерот и пациенти умират, ама ако те фатат дека си ги снимал неовластено, да, ќе сносиш последици. Ќе те стату затвор. И имаше обвинителен акт, имаше пресуда на која за чудове не се жалеа. Значи, 12 месеци треба одговорното лице да плати 2000 евра, а фирмата 5000 евра, зборам за македонскиве. Меѓутоа, тој е добар знак, бидејќи се е правосилна одлуката и барам се нематеријална штета, ја лично, не знам за другиве 20 што ќе прават, нематеријална штета од 30.000 евра, поднесена е тужбата во суд и сега ќе бараме нематеријална штета, што е надежна, инаку тужбата е исклучиво за крадење на идентитет. Не, ништо друго. Да, дека ги обмануваат овако. Фирмата и понатаму замислете работи. Да, тоа замислувам. Чајот го продаваат, реално кошта околу 70 денара. Трефките го продаваат за 4.500 со попус од 2600 и не знам што. Фирмата си работи. Значи тоа е отидоа инспекторчиња. Ги кај инспекторчиња веќе не очигледно за мито не се инспекторчиња. 200 евра, 300 евра ги казниле, 500 евра ве затворија фирмата. Кој ќе затвориш нема рушвет. Така да ќе име судиева колку ќе докаде ќе досуди. Тоа е сега поднесено, бидејќи траеше ова се. Не, мислам разочарувачки вака кога слушаш кога некој ви го злоупотреби сега со вештачката интелигенција не се кидајте и гласот ке Абе се, и гласот ќе го направат како што треба. Ќе го направат како што треба, така што Пошто гледав на телевизија Хрватска, кај што неден гласот му го погодиле, значи истиот глас е. Тоа немам значи, дилема. Како ние сега што идеме на телевизија, целото од саат време, се што зборува е синхронизирано дека зборува нешто друго. Да, со неговиот глас. Со неговиот глас. Да, тоа е така што ова дури може да биде и помало зло од ова што може да се случува во иднина, меѓутоа за тоа постојат органи на прогонот, постои обвинителство кое треба да го спречи. Требаше вештачење од психијатар да кажеш колку те повредиле. Колку сте биле потресени, така. Така, он вештачи, психијатарот. Апсолутно, мислам. И така натаму, па сега ќе видиме што тоа е што ќе се случи. Некои викаат барај милион, некои викаат многу бараш.
Не знам, немам искуство. Не е за барањето, сатисфакцијата, мислам. Да, верувам дека напишав ја дека затоа што некој го злоупотребува името. Да, веќе имаше луѓе што вика, абе, доста глумиш на Facebook, ти учиш у тоа, ама само се препраш. Добре, мислам. Сега и судска пресуда да не е таа. Сега имаме на Facebook, имаме овие проверувачи на вистината, кај што ви го блокираат она што сте го кажале, она што сте го напишале, доколку според нивните сваќања не е точно, не содействува со вистината. Меѓутоа за вакви случаи, затоа што овие се појавуваат на интернет, да бидеме реални. На порталите има една цела листа на лица кои кажуваат што треба да земате и како да земате и колку ќе ви помогне в животот и здравието, тоа више не навлегувам. Меѓутоа нема никаков начин да се заштитите. Тоа е застрашувачкото, меѓутоа вие сте го нашле. Вие. Јас. Ти го најде. Добро, ја го најдам, меѓутоа кажам, политичариве очигледно има некој што ги заштитува. Иначе сега за избори ќе излезат такви работи. Добре, секогаш ќе направат некој марифетлук со председателски кандидати дека кажал нешто, па нека демантира им интервју. Нема такви работи. Значи сепак може да се заштити. Може да се заштити. Кога се сака, мислам. Па знаат дека е така, ако не знаат од прв пат. Да бидеме реални. Прашај, втор пат кога сум кажал, бриши го више, блокирај го за сега време. Сите полициски сили у свет, па и нашата не е, имаат IT сектори кај што вода сметка за овој што е компјутерски криминал, така што не е нешто ново. Да, па преку нив ја и пријавив. Морам да ве прашам, да, член сте на ЛДП. Член сум, доста на вие, ајде сега. Член сте на ЛДП. Да. Меѓутоа, ја те знам од Демократската партија, не знам уште колку останавте со Ристо Пенов у партијата, колку остана од Демократската, малце позаборавена, морам да признам, политичка... Јово Манасиевски како амбасадор Анкара и толку. Толку, да. Мислам што сме у партија, има многу што се на функција и амбасадори што биле. Не, многу помина од Демократска. Меѓу кои председателот на Советот, мојот председател во Советот на Градска. И да не зборам се амбасадори, така, значи од таа Демократска партија, која требаше да биде, како се вика, пандан на социјалдемократската, требаше да биде некој вид... Тројца сме вака од основачите. Од тие што... Останати во партијата, од основачите, не зборам, за жал, има уште поише од тројца што не се живи. И да се починат. Спојувањето беше таму негде дели. А има луѓе што не се чеми, кој што е Перо Гошев. Да. И така, или се некој така. Сенка доаѓаат. Зависно како е со председателот, доаѓа на централен одбор или на годишнина. Мислам дека еднаш има дојде. Кој Гошев? Гошев дојде кој Коран Милески, кој стана председател. Не доаѓаше кај нас. Пошто али дојде тогаш. Собирањето во Демократската беше како одговор на социјалдемократската. Да, мислам така е состојбата од тие. Работите се сменија со годините. Другите се помлади луѓе, сите од старите шапури останат. Од либерална партија, толку. Дуфе треба да е. Дуфе беше, па се излезе, па беше Горан Милевски и сега на централен одбор го виде дека се вратил. Мислам го врати Моника Зајкова. Така што некои работи се испомеша. Партии кои не треба да припаѓаат, сега припаѓате во коалиција сте со Социјалдемократскиот сојуз. Работите се измеша тачно во годините после. Активен сте како советник во град Скопје, кај ви се клупите? Клупите ги кријам уште. Мислам, цело време се прашувам дали ги носите вака со себе. Значи тие возиме велосипед и таму ги прво овој нашиот пријател Тофо што беше во Хорник, Колос Теофил. Имаше неколку, потоа Трајко Славевски помина, вика ги нема клупите, и јас еден другар, отидовме, видовме дека точно нема 29 клупи, дека ги нема горе на насипот, читалиштето, и тоа таму кај што може да дојде камион. Дури една клупа беше фрлена у Вардар, као за маскирање. Интересно е дека тие клупи беа нови, претходно имаше одлиено железо, место да се смени дрвенаријата, тоа некој решава Советот, парко и зеленило, ги секле тие, ја вкопани во земја, и остана така како тоа видов железа, и после со штрафови, на оние коцките, со штрафови, се ставени нови клупи кои лесно може да се отстранат. И не беше битна клупата која напиша во
во мој статус беше дека прво побара председателот на Советот информација за недостиг на клупите. Јас дискутирав на таа седница, ги објаснив каква е состојбата, бидејќи сум ја видел на лице место, и кажав дека не можам да разберам, луѓето се тука и неќе да ни кажат ништо. Должни се да дојдат на седница, викнати се, ни писмено, нищо, сите молчат. Значи некој им наредил да молчат. Зинат. Нема да ви кажеме зинат. Не ве фермаме за луѓе и не ви даваме информација. Има паркови зеленило, човек, самиот совет е во паркот. Да сите советници присутни на таа седница донесат одлука за следната седница да добиеме информација. Има дневен ред, нема информација. Ја пишувам за обични клупи, што се случило, украдени се, на реновирање ли се, што се, ние не добиваме информација, што би било за нешто покрупно да побараме информација. За едни обични клуби, значи кажа дека градоначалничката им забранила да даваат информации и нас не третира како да не постоиме. И тоа го кажав за Институтот советнички прашања, која дојде ова нова гарнитура. Не функционира тоа. Да, нова гарнитура беше ново. Значи, она не доаѓа на советнички прашања. И го кажав што се случува у земја будалија. Значи, ова, 9 месеци. Се закаже, председателот ја прашува кога е слободна. Она не одговара. 3 пати ја прашува, за да држиме советнички прашања по член тој статут деловни. Еднаш одговори дека може у сабота у 5 вечер, што не беше прифатено. Значи, како да мали деца си играт. И сега што се случува на седницата? Доаѓаат 45 советници. Доаѓаат службите од градот. Па е советнички прашања, веќе не се знае што ќе се праша по деловник, се викаат сите директори на средни училишта. Значи, сите директори. Тој ден, 28 на број, ги напуштаат своите средни училишта. Сите 9 директори или нивни заменици ги напуштаат јавните предпријатија. 8 директори или представници ги напуштаат јавните установи. Пионерски дом, Карпош, не знам што, и така натаму. Сите се тука. И моја рачуница беше околу 110 луѓе доаѓаат, не одат на работа, трошат пари, бензин и така натаму. И почнува седницата. Сега координаторот од ВМРО. Констатирам дека градоначалникот не е тука, нема врска седницата ако не одржиме, и истото го кажа координаторот од СДС, коалицијата. Ние не сме коалиција со никого, се сме со дом, двајца. Јас сум од ЛДП, една седничко дом, и тука сме независни, многу лесно ние за тоа. Меѓутоа, се дава пауза да се пронајде. Не се пронајдат, дури некој ќе каже генералниот секретар, она е на градоначалничката од Скопје, нема она со вас намера да ви одговара на прашања, кога ние да сме од небо паднати, кога да не избрале. Она директно одговара со граѓаните си во контакт. Такви одговори добиваме. И сите си одат дома. Тој ден пропаднат. Потрошени 20-30 евра. И тоа се повторува на секој 2 месеци. Јас тоа го пишав во статус. Као граѓанин, као советник, да им кажам зашто не можам да им одговорам на најосновни прашања, со тоа што повтепено им рекоме на директориве, не доаѓајте, ако има ќе викнеме. Советничка 99% нема да се одржат. Иако јас сум да се одржи без неја. Ама овие две партии немаме кворум. Да најше се смеев пред 2 месеци кога Пени Шакири да се гледа дека си му викам млад директор, шум си дошол. Така ми рекоа. Кој си викам на работа. Не ти ќе има седница, нити ништо. И ова го напишав. Овие две работи ги напишав. И одговорот од градот, кај што нема доблес. Да, го прочита. Аз се гледа ракописот, дека тоа одговор однесување било срамно. Да. Што е срамно, ја прашам, никој не ми кажа дека има срамно. Јас да те прашам што има тука срамно, да прашаш кај се клупите у паркот. Не личело на професор, кој образува вако. Што има врска? Јас сум легол во плејадата на професори. Прв почнат Треко Славевски, кој му вика кој ти дал диплома, градоначалничката, таму на Совет, кој го нарече Хитлер.
потоа на оној деканот од граѓан, првиот стручњак за мостови во Македонија му кажа универзална и кажа на архитектот дека ништо не знае. И сега и мене почна на некој начин да ме навредува со титулата професор. Очигледно се тука тешки комплекси. Мислам и Трајко и јас можеме татко да бидеме. Не е тоа проблем. Мислам само заради возраст. И пишување глупости во кој кулминира со тоа дека јас сум ги украл клупите. Ако не, најинтересно беше тоа не сум знаел. Имате помошник министер во МВР, ние сме имале ЛДП си има. Замислите кој размислување. ЛДП си има помошник министер во МВР, него да си го прашате, а тој не човекот нема врска со тоа така оди. Мислам се прашувате. А не после се професионалец да биде во партија, си имал тоа место си работи таму. Него да си го прашате, ако не го прашате, значи дека вие сте главен осомничен дека сте ги снемале клупите. И сега ме прашуват до кај со клупите, ја викам, 29 се, а сакам на секој советник по едно да му дам. Да се смири, викам да украда му 16. Ако делите клупи едно донесете. Ќе донесеме што да правиме. Да бидам циничен. Мислам да таму стигне, да замислиш таа работа. Не. Мислам, тоа е веќе и натење и така натаму. И вчера имаме седница по неразбирливи причини мнозинството ја напушти. И второ, мислам дека дното е, сте го допреле, мислам дека уште поеше оди надоле, ако секојаш викаме не може по-лошо од ова да биде. Секојаш може, кај нас секојаш може. 10 советници кои се на листите парламентарни, таму ми е паметот, некои си на добитни места. Имам еден советник кој веќе е технички заменик министер и градоначалничката е на листа. Значи сега, дека ќе има совет до јуни, тој така нема ништо не прат, и таа кавга меѓу нив, јас кога влегов во советот, кажав јавно дека моја цел како најстар член, не знае дека ќе бидам најстар и го водев првата седница, дека ќе гледам смирување меѓу двете партии, се работи за улици, не се работи за тешки, не се работи за комунални прашања, да, комунални прашања и дека секако партија како коалиција ние ќе поддржиме и прва работа што го поддржаме предлогот за Трајко Славевски да биде со многу критики од другата страна, викам ние си го поддржаме двајцата. Не сме ние и дури ме викна во Билата палата како понудија да бидеме членови од власта, ние одбивме, сме опозиција. И сега очекува карање, тако карање беше жестоко, беше една година. Смируваме да се тера, кој се историски, кој направил, ја направив, ти направи. Да, истока во Македонија во основа се историски. Дека не пукна тиквата со Данела, кај што единствено карање се е меѓу неа, 95%, и ВМРО. Не размислувате. И сега јас со сите незини предлози, тоа се предлози на програмата, што сум мислел дека вредат, во програмата на ВМРО, гласам за, она заради написи у Фейсбук и од мене се откажува. Не, тоа... Мислам, како потенцијален гласаш, што има само двајца советници што излегува од ВМРО и... Соопштението е доста невоспитано. Невоспитано, да. Сега, тоа, ајде да не те знам, с срамно однесување за професор, за, знаете... Што е срамно, не знам, само... Не, начинот на кој дека располага со клупите, мислам, сепак некој го пишувал тоа по задача и она што ме изненадува премногу политика во целата, како се вика, целата работа за каде што во основа треба да биде интересот на граѓаните и градот да го направат место каде што ќе се чувствувате пријатно и убаво. Мислам да ги решава комуналните проблеми. Овде има премногу политика која не соодействува со локалната самоуправа. Не знам, мислам мнозинство е ВМРО, више не е мнозинство, меѓутоа не ги повлекува луѓето од управни одбори. Сепак поред нас они се на власт и ја држат од нас. Они се однесуваат дека се опозиција. Не, ова покажува дека и бойкотираат предлозите на градот. Кои само зашто се од неа. Значи ние се расправаме за донации, нека да примат донации.
Да, не, сега е класично. Не гласат против, ама само не гласат. А вчера напуштија седницата, не знам зашто. Од разни причини. Се гледа и градот на што личи. И тоа е ова е катастрофа. Не сум го шетал одавна. И јас во тој пост тоа не го кажав, тогаш бидејќи имаше време. Се уште викам дајте ја повикам градоначалничката, она тоа ја погоди најмногу и сите советници. Еве ја прв да си повлечеме и на 8 мај да имаме избори локални за град Скопје, зашто нема да се издржи. Тоа беше напишано плюс од што го кажав. Очигледно треба да се менува законодавството во апсолутно. Можете еве и Совет како партија да предложите промени, затоа што вака е блокиран градот, вака се блокирани интересите на градот е доста изветвен, да бидеме реални. Апсолутно. Се гледа на секој чекор и без оглед дали се согласувате со тоа што е направено или не е направено, едноставно градот треба да живее како метропола, а не живее како метропола, живее како... А на 28 треба да биде европска престолнина се. На културата. Да, кај што незална сала треба да е главниот објект. И гледам Олимпијадата ќе се организира. Да, Олимпијадата година, младинска европска. Така што некои работи кои повеќе се тераат како не знам како да ја кажам, локална дипломатија отколку како вистински интерес на граѓаните, затоа што ние живееме во градот, ама очигледно кавгата си го направи своето и во такви случаи законот мора да има решение, нашиот нема решение. Работи за главниот град се скарале двајца, да речеме, спекулирам, Мицковски, Арсовска и сега сите ќе патиме, зашто они нема да се смират. Да. До таму стигнала работата или позади нив стојат луѓе. Премногу политика во локална... А нити едните може да си одат, нити другите. И да си одиме ние како Совет, еве, за разлика од другите, они гласаат буџети, завршна сметка, да не ја изгласа. Резултатите ќе бидат исти, нема некои други да дојдат. Пак има множество таа партија. Да. Пред анкети, нема да изгуби. Луѓето очекуваат, мислам да го направат градот да личи. Очигледно градот... Ништо тоа нема да видиш година и пол, па дека дојде новиот, па колку ќе пројде, не знам. Едина шанса е да градоначалничката стане пратеник. И да продолжи како пратеник. Тоа не знаеме сега. А не знам се, ќе даде таков парадокс да кажеме гласите за таа партија. Анкетите не покажуваат. Не покажуваат, меѓутоа ако не добие како пратеник, не може да каже на нас, советниците, односно на ВМРО ДПМН, коалицијата, не вика кои сте вие, добив 30.000 гласови поише од вас. Заборави, во вториот круг заборави, дека во вториот круг беа двајца, а беа 15 партии. Да. Така. Не, тоа го слушам више 30 години. Се ако не добие сите одедна стануваат како се вика 5-6 гласови у Скопје, изборна единица 1, би требало да се повлече од градоначалник. Ќе видиме, меѓутоа... А ако каже јавно дека ќе биде пратеник, се откага, значи да направиме кампања да дојде. Не видов дека некој се кажа јавно дека ако стане ќе се откажи. Дури други градоначалници кои се во кампањата го премолчуваат тоа, меѓутоа тоа е прашање нормално политичко кој ќе го решава. Всушност и мислам дека местото е во политиката, затоа што градот повеќе или никогаш локална самоуправа не сум ја доживувал како политичка. Така. Политика и затоа можеби најмалку сум запознаен со... Еве, концентрирано си најмалку се водеше политика. Да. Го знам лично и знам какви се ставите. Да. Типично човекот беше менаџерски за градот, ја го сеќав на Кејв во 8-9 навече како гледа што треба да се среди. Тука би прекинале и што чекувате? Во коалиција сте со СДСМ на изборите? Па не сме ние. Мислам, тие што се. Она што мене ми смета, познавајќи ја Демократската партија и Либералната партија, е претопувањето. Во основа, Либерално-демократската партија е претопена во социјалдемократската, веќе не се чувствува онаа нишка на раздвојување која постоеше. 2011 се отиде сами, 2013 да, тоа беше храбар потек, али политички мислам... Да, два пати на локални се негде која беше 2009 и сега јас која бев носител на листа, сепак оставивме отпрека 30.000 гласови и тоа возможи на оваа гарнитура сегашна која е блиска до СДС
Не случајно Милевски у амбасадор. Значи не случајно он имаше јас Милевски уште еден бевме од Централен одбор против уставните